што туку заврши изрекувањето на пресудата за Миле Хаџиски во кривичниот суд, 20 години затвор за бруталното убиство од пред 22 години на Мери Јошевска, вака одлучи кривичниот суд за овој предмет. Оваа пресуда, односно 20 години затвор, е исто како и она во 90-тите, кога бил правосилно осуден, но тогаш во отсуство Миле Хаџиски стоеше мирно и без реакција и го слушаше образложението на судиката. Правдата е бавна, но не е недостижна. Со овие зборови судиката го објасни конкретниот случај. Таа рече дека по 22 години Мери Јошевска може да го најде својот мир во вечниот дом, а незиното семејство да ја врати вербата во правдата, односно во правната држава. Како што рече судиката, доколку Хаџиски во Швајцарија не бил обвинет за грабеж и од швајцарски затвор не избегал во Франција, со надеж дека Франција ќе го заштити, нема да го екстрадира бидејќи е и француски државјанин, дека не би дошло до ова судење и дека тој не би дошло до денешната пресуда, што според судиката доказ дека тој не планирал да се соочи со правдата, а неговата одбрана за време на судењето ја нарече празни зборови. Судиката пресудата ја кажа во име Миле Хаџиски, го нарече и Зоран Томовиќ, бидејќи тоа е името под кое што беше екстрадиран и под идентитет под кој што се води на француските документи. Убиството според обвинението Хаџиски пред 22 години на 18 јуни 1993 година е убило Мери Јошевска во нејзиниот дом во Скопски аеродром. Најпрво ја давел, потоа со кристален пепелник ја удрил неколку пати и потоа со два кујнски ножа 40 пати и нанел убоди, пошто искрварила до смрт. Откако бил пуштен да се брани од слобода, првата пресуда била укината и на второто судење бил пуштен да се брани од слобода, тој избегал во Франција. Миле Хаџиски за време на ова судење, откако беше екстрадиран во Македонија, бараше ново судење, се бранеше дека не се сеќава на критичниот момент, но дека е 99% сигурен дека е невин, дека не е убил тој Мери Јошевска, но дека некои луѓе кои што не кажа кои, не прецизираше точно, сакале да поверуваат сите, па дури тој самиот, дека тој го сторил убиството. За време на судењето присуствува и мајката и сестрата на Мери Јошевска, кои рекоа дека очекуваат дека ќе има правда и дека нема да се спаси од Божјата правда. На денешното изрекување на пресудата незините роднини не беа во судница, незините родители, но беа само на обвинетиот Миле Хаџиски.